Добро вечер, драги приятели, добро вечер, Харвици, добро вечер, Бамова да помана. Драги приятели, денеска сум тука на еден многу голем ден. 23 октомври, денот на Македонската револуционерна борба, денот на формирањето на ВМРО, на нашата организација, која секогаш била и секогаш ќе остане главен и основен столб и заштитник на македонските интереси и македонската држава. Драги пријатели, тоа е го од секогаш со народа, секогаш за народа, со жртва и саможртва. Секогаш на браникот на татковината. Во овие избори, драги пријатели, видовме дека другата страна немаат ниту некои сериозни проекти, ниту сериозни програми и затоа ни говореа за воздух, за ветер, за магла. Видоа дека не може да се мерат со работа со нас и удрија на криминални избори. Во првиот круг видовме како СДСМ организира избори. Со втерување страв, со притисоци на сите страни. Во Македонија се спроведува африкански избори. Скршен череп на градоначалник и кандидат за градоначалник. Убиен носител на советничка листа. Следени кандидати за градоначалници. Искрешени штабови на ВМРО-ДПМН. Слики на партиски активисти, нападнати градоначалници од луѓе кои што се побајаги на домашен притвор заради растурење на дрога, надпревар чиј пиштол подобро пука или е поголем, и на сето тоа полицијата молчи. Молчи затоа што беше соучесник. Секој ден со име и презиме дознававме како потплаќаат луѓе за да ги добијат нивните гласови. Информиравме, но немаше реакција. Следниот ден истата песна повторно продолжува. Но, драги пријатели, нема да не сгрешиме. Нема да им дозволиме да не сгрешиме. Затоа што народот гледа што се случува и секи им се врати како бумеранг. И еден ден ќе има одговорност за ова што го прават. Ништо не е вечно, ништо не е неменливо. Се се менува. Се што прават зло сега ќе им се врати. Памтете го што сум ви го кажал. Крајната цел на сето ова е да се сузбие секој слободномислички македонец, кој се грижи за својата држава, кој го сака својот јазик и својот идентитет. И преку разни механизми да се делува сакањето на државата да стане нешто немодерно, да стане нешто демоде, а пак модерни да станат некои други работи, како што се работи од типот, не знам, хомосексуални бракови да се легализираат, па да може да усвојуваат деца хомосексуални бракови, легализација на марихуана, легализација на други, потикнување на масовна употреба на алкохол и така натаму и така натаму. Ненормалното го прават нормално, нормалното го прават ненормално. Тоа е времето во кое живееме. Или пак, како што беше на 27 април, секој што ќе помисли да ја штити државата, или секој кој снимал документарци за македонската историја, за македонските дејци, секој кој бил вклучен во градба на споменици на луѓето кои што ја бранеа слободата на Македонија или пак ја донесоа слободата на Македонија, секој еден таков човек да се плаши дека ќе биде наместен и дека ќе биде притиснат од било каков процес. Дојде време криминалците да се на слобода, а патриотите во затвора. Крсничи на слобода, Едмон Темелко во затвора. Човекот кој што е еден од најпознатите борци за човекови права на македонците надвор од границите на Македонија. Убиците на децата во Смилковско езеро
ќе ги пуштаат на слобода, а дедото за кубење коса 4 години затвор. Немилите настани на 27 април беа намерно испровоцирани. Тие не требаше да се случат. Тоа беше грешка. Меѓутоа, тие беа реакција на акцијата за нелегален избор за председател на собранието. И што се случи? Со помош на напорешните фактори од еден ноторен криминалец и национален предавник како Заев се направи жртва. Овие луѓе треба да се ослободат и ние ќе направиме се што е во наша мок тоа да се случи. Особено откако видовме дека нема правда во оваа држава. Ако се ослободува Крсничи со сите негови тешки кривични дела и со 4-месечното држење на Скопје под безбедносна обсада, ако се ослободува Бајрош со сите негови пресуди за тешки криминали, ако се ослободува луѓе што се во куќен притвора хараат низ улиците, а биле дилери на дрога, ако за 1050 затвореници сега се дава амнестија, од кои што огромен дел сторители на тешки телесни повреди, нема никаква логика да продолжат процесите против луѓето кои на 27 беа таму да ја бранат државата, кои што да, погрешија што влегоа и употребија физичка сила, но што е нивната грешка во споредба со овие криминалци кои што ги пуштаат на слобода, како што си убиците што направија свирепо убиство на 5 деца кај Смилгорското езеро во Скопје. И додека прават вакви спектакли, економијата оди надолу. Индустријското производство паѓа, извозот исто така паѓа. Паѓаат девизните резерви. Секој ден се пониска и пониска е прогнозата за раст на економијата. Македонија е сериозно различна, економски пред се. Нема ниту инвестиции, ниту пак нови работни места. Просечната плата, наместо да расти како што ветува, таа паѓа. А им беше главно ветување во изборите во декември. Нема зголемување на пензиите од 10%, како што беше ветувано. Ги лажеа пензионерите дека ќе им овозможеле зголемување на пензијата од 2800 денари. Ние кажувавме дека тоа е лага. Еве кои ги земаа пензиите пензионерите, има ли 2800 денари повеќе? Нема. Има законско согласување од 170 или 180 денари, кое што не може да го избегнат со закон. Затоа што е законско согласување. Драги пријатели, стандардот не оди нагоре, туку се намалува. Сиромаштијата расте. Државата е на колена. Но не заборавија да го склучат штетниот договор со Бугарија. Ние немаме ништо против Бугарија. Треба да имаме добри односи со сите соседи кога тоа е можно. Ние го разговаравме тој договор, го преговаравме, го бевме завршиле 95%. Но запнавме на неколку работи кои што се штетни за нашата држава, за нашиот народ, за нашата историја. И токму тие работи ги прифатија веднаш без преговори. Прифатија откажување од македонското малцинство во Бугарија. Прифатија откажување од македонскиот јазик. Прифатија дека нашата историја 1945 била дел од историјата на Бугарија. И прифатија промена на учебниците по историја во училиштата, каде што нашите деца во иднина ги учат дека Илинденското востание не било македонско, туку било бугарско. Дека на 11 октомври 1941 не се кренал македонскиот народ против фашистите, туку дека имало внатрешен конфликт помеѓу различните идеолошки групи на бугарското население во Македонија. Драги пријатели, ова се работи кои што не се случуваат случајно. Овие луѓе беа донесени на власт со цел да вршат распродажба на државните и национални интереси. Сега го склучија договорот со Бугарија. Уште не име ратификувано во парламентот, па затоа ние побаравме народот да се изјасни на референдум. Нека го прашаат народот дали се согласува со тоа. Следната работа ќе биде договорот со Грција, каде што намерава да прифатат се што грците ќе побараат во врска со името и идентитетот. Потоа ќе следи донесувањето на мигрантите од Африка и од Азија
на кој што со сиот ум Заев рачунал да им даде државјанство и ќе ги правил негови гласачи. Како да гласачите и изборите се поважни од државата и од народот во Македонија. Потоа ќе следат исто така зголемувањата на даноците, за кои што веќе отворено зборува, како да ќе треба да ги намалуваат, па се фала. Па ќе следи градење на клима, заменување на законите во правец да се легализираат хомосексуалните бракови и усвојувањето деца од хомосексуални бракови. Тоа е она редефинирање за кое говоревме, тоа е она редефинирање за кое што и тие говореа пред изборите, вклучувајќи го и донесувањето на законот за двојазичност во Македонија, кој што е неуставен и знаат дека е неуставен, но го трукаат. Тие се 5-6 крупни работи со кои што планираат да ја редефинираат Македонија, а веројатно има и други кои доправа ќе ги слушнеме и ќе ги видиме. Влада со страв, за да не се види големата слика. Големата слика се токму овие работи. Владеат со страв за луѓето се занимаваат со тоа што ручал некој министер пред 2 години или што вечерава некоја министерка пред 3 години. За во меѓувреме да им врват работите со штетни договори со Бугарија, со прифаќање на промена на името, со носење мигранти, со зголемување на даноци, со хомосексуални бракови и со двојазичност на целата територија на Македонија. Тоа е нивната цел. Да се занимаваат со нас, да смислуваат приказни, народот да се замајува, а во меѓувреме да и врви приказната што е наумиле и заради кое што ги донеле на власт. Тие се марионетска власт, кој што во декември по изборите ги внесла во владата однатре. Да не дозволиме апсолутна власт. Да не дозволиме да се создадат монарси и шерифи. Владеа со страв, но нема кунта која победила народот. Нема помрачување кое не било осветлено од народот подоцна или порано. Порачувам одовде дека нема да не скршат. Нема да им дозволиме да не скршат. Нема да не поколебат, нема да не упушат, заеднички ќе се протистават. Заеднички. Нема марионетска власт која порано или подоцна не била набркана од народот. Во сите години на власт на СДСМ во минатото, добро се сеќавате, и во овие 5 месеци сега што се на власт. Од почетокот на мандатот не направија ниту еден проект за општина Карвинци. Ниту еден. Драги пријатели, овде како Карвинци, во 2006 година, бројот на вработени лица кога дојдовме во владата бил 280, се на се, официјално регистрирани вработени лица. На крајот на 2016 бројот на вработени лица е 550. Значи, за околу дупло повеќе се вработени, официјално регистрирани на територијата на општината Карвинци. Така работи во народот овде. Нашата основна цел во изминатиот период беше отворање на нови работни места. Така ќе продолжиме и во иднина. Како што носевме фабрики, така, ако успееме, а јас сум убеден дека ќе успееме да победиме и во Карвинци, и во Штип, таму имаме изградена наши капацитети човечки, кои што знаат да носат инвеститори. И тие луѓе, кои што во минатото работеа за владата, за државата и носе инвеститори низ цела земја, ќе ги насочат инвеститорите овдека, во Штип, во Карвинци, тука да се отвораат нови работни места. Истовремено ќе обезбедиме учениците од 1 до 5 одделение да имаат бесплатен и здрав оброк во училиште, со што ќе обезбедиме здрава исхрана, но и растаретување на буџетите на родителите. Општина Карвинци и Зоран Минов ќе овозможат можности за граѓаните за стекнување на собствен дом. По символична почетна цена од само 1 евро метар квадратен на земјишето и ќе ги укинеме или драстично намалиме комуналиите по принципот како што објаснувавме во првиот круг на собирите од овие избори. Нудиме концепт во кој нема да има неосветлена и неасфалтирана улица и ќе имаме парк во секој мало.
Современата сообраќајна инфраструктура е основа за развој и привлекување на инвестиции на локално ниво. Затоа ќе продолжиме да вложуваме во патната инфраструктура и планираме да изградиме изградба на локалните патишта до населените места, као Узлија, Кепекчелија, Јунузлија, Ебеплија и викенд на селбата Вртешка. Истовремено, планираме изградба и асфалтирање на преостанатите улици во населените места на општина Кравенци и реконструкција на главните улици, тротоарите, осветлување и атмосферска канализација во поголемите населени места. Драги пријатели, овдека во Тавинци ќе направиме изградба на ново училиште во населеното место Тавинци. Ќе извршиме изградба на систем за техничка вода за наводнување за дворните површини и за потребите на сточниот фонд за Тавинци. Реконструкција и доградба на постојната пречистителна станица во Тавинци. Реконструкција на локален пат Тавинци село Долни Балвин. Изведба на санацијски работи на гумена брана кај село Карвинци, хидросистемот Брегалница. Подршка на инвеститори за изградба на откупно-дистрибутивни центри за градинарски производи тука во Тавинци. И најмногу од се, ќе се трудиме да носиме инвеститори во овој крај за луѓето да имаат подобри можности за работување. Почитувани присутни, за се ова да се случи, потребна ни е, и јас сум убеден дека ќе имаме победата на Зоран Минов во вториот круг на изборите. Победата на Зоран Минов, победата на Јучо Захариево Штип, се нешто што ќе продолжи да дава подобри можности за живот во овој крај. Нешто што ќе ни овозможи да можеме како партија да ги насочиме нашите човечки ресурси за носење на инвеститори во овие општини и отворање на нови работни места, што ќе придонесе и кон растење на платите на луѓето кои што веќе се вработени и вработување на оние кои се невработени. Затоа што ВМРО ветува и создава. ВМРО носи инвеститори. ВМРО ја вети и ја отвори технолошко и индустријската развојна зона Штип, која е во ваша непосредна близина. ВМРО вети и донесе таму крупни странски компании, а им помогне и на домашните да се развиваат. Се отворија нови фабрики, се вработија луѓе и ќе продолжат да се вработуваат, бидејќи нивните капацитети за вработување се далеку од пополнети. Тоа е ВМРО. И тоа треба да добие подршка. Тоа можеме да го направиме со подршка на Зоран Минов и на ВМРО да помане во недела на изборите. Масовно, гордо, со достоинство, задржувајќи го собствениот интегритет, да не подлегнеме на подкупи, да не подлегнеме на плашење, на стравот да одговориме со припост, да сте живи и здрави, да живее ВМРО да помане, да живее Карвинци.